Прво имавме вербална расправија, а потоа дојде до физичка пресметка. Вака сведочеше Бесир Белја, обвинет за убиството на 20-годишниот Никола Саздовски Саздо. Во својот исказ обвинетиот Белја рече дека дента кога бил претепан Саздо, на автобуската постојка застанал со автомобил и излегол однеко бидејќи му се причинило дека препознал братучетка му. Бил заедно со своите другари Скендер Демири и Жетон Љута, исто така обвинети во овој случај, со кои претходно се договарал да излезат. Кога се приближив на 5 до 10 метри до автобуската, видов дека тамо не е братучетка ми и кога тргнав да си одам, Никола Саздовски лошо ме погледна. Јас го прашав зошто ме гледа, а потоа Саздовски почна да ме пцуе. Јас исто му возвратив. Потоа се степавме, гудрив 2-3 пати во пределот на градниот кош, од левата страна. Саздо ми возврати. Потоа гудрив во десната слабина, а еднаш и во десното рамо. Потоа моите другари дојдоа да не раздвојат, а почнаа да се собираат и луѓе. Кога си заминавме, Никола беше паднат на земја. Адвокатот на семејството Саздовски, Ванчо Шехтански, тврди дека исказот на обвинетиот бил контрадикторен и нелогичен. Ние приговаравме на исказот на обвинетите од причина што е крајно контрадикторен и со исказите на сведоците, и со исказот на вештаците, меѓутоа и со првичниот нивен давен исказ. Според тоа, значи, ние во целост приговаравме на нивниот денешен исказ. На истав е и таткото на починатото момче. Беа поставени многу прашања од моја страна, бидејќи вистински одговори очигледно нема, затоа што неговата изјава во полиција, значи тој дава досега 3 или 4 различни, односно контрадикторни изјави, една од тоа дека немал телефон, дека немал Facebook, меѓутоа сега се воспостави дека има и телефон, дека контактира и дека има Facebook, и дека тие Никола го знаеле и го следеле извесен период. И сега ова беше, ја мислам, врв на целата негова изјава дека е видел братучетка му, која има 26 години, која живее на Битпазар, а чека автобус во автокоманда да оди не знаеме каде. Исказ даде и обвинетиот Скендер Демири. Тој сведочеше дека излегол од автомобилот за да му помогнат на Белја кога почнала тепачката. Ниту тој не се сеќава кој прв удирал. На почетокот на својот исказ, Белја кажа дека првично бил обвинет за кривично дело насилство и оти му било понудено од обвинителството да се спогоди за казната. Според обвинението, Белја и Демири заедно со Љужа на 29 јуни лани крмнички го претепале Саздовски на автобуската постојка во автокоманда. Белја и Демири се во притворот во Шутка, Љужа е во бегство, против него распишана меѓународна потерница.